Најавата дека 39 ловишта во државата ќе добијат нови концесионери е шанса во 5 до 12 да се реши судбината на ловниот резерват Полаки и на ловиштето со кое до пред една година стопанисуваше подружницата Осогово на Македонски шуми. Имено владата веќе донесе одлука за давање под концесија на преостанатите 39 од вкупно 256 ловишта во државата, распоредени во реоните на општините Кочани, Штип, Делчево, Берово и други. Со давање на дивечот во ловиштата под концесија ќе се обезбедат услови за одгледување и заштита на дивечот, одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето, заштита, преземање на превентивни мерки за заштита на дивечот од болести, обезбедување на храна за дивечот. Основна цел за давање на дивечот под концесија е планско стопанисување, односно одгледување, заштита и користење на дивечот, а крајна цел е развојот на ловниот туризам, велат од Министерството за земјоделство. Оттаму информираат дека поради спроведувањето на постапката за доделување концесии на дивечот во ловиштата, владата по предлог на Министерството за шумарство, земјоделство и водостопанство формира комисија. Откако комисијата ќе изработи предлог за тендерска документација и јавен повик, истиот ќе биде објавен откако ќе го прифати владата. За прв пат концесиите ќе се даваат по електронски пат, а тоа се предвидува со измените на Законот за ловство. На овој начин ќе се обезбеди транспарентност во целиот процес и нема да има никакво влијание на човечкиот фактор. При доделувањето на ловиштата под концесија се дава договор во кој се дефинирани правата и обврските на концесионерите кон државата и обратно. Доколку концесионерите не ги почитуваат договорите, државата има право да